Умерено консумирање алкохол и да се избегне управувањето со возило под дејство за дочекот на новата година и празниците, апелираат од итната медицинска помош ТИП. Како што посочи доктор Томица Наков, иако е нормално сите да се опуштат, сепак границата помеѓу нормалното и ненормалното е многу тенка и зависи од секоја личност. Апелираше сите да бидат свесни и да не се претерува со алкохол и премногу масна храна. За помладата генерација, бидејќи тие се делумно здрави, значи умерена количина на алкохол за време на престојните празници, секако што знаеме не доваѓаат и имен ден, така да ќе се малку злоупотребува таа ситуација, значи да се употребуваат во разумни количини алкохол. Сите сакат да се опуштат, сите сакат да се напијат, тоа е најнормално и најчовечки, али границата измеѓу нормално и надгранично веќе, значи да не кажем ненормално, е многу тенка и многу зависи од самата личност. Значи нормално конзумирање на алкохолни пијалоци, не избегнување за управување со моторни возила за време на алкохолизирана состојба. Тоа е обавезно. Може да има појава на снег, може да има појава и на голомразица, значи тоа ништо не можеме да прецизираме од сега. Така да со таа цела појава трезен станува предизвик да возиш нормално, а камоли да си под дејство на некоја си, па да кажем, психоактивна супстанца, која што спаѓа и алкохолот тук. Значи внимавање на тие работи. Посебен апел Наков упати до повозрастните и хронично болните лица да конзумираат помалку масна храна или солена со цел да не дојде до несакани последици. Помала конзумација, значи или умерена конзумација, да не кажеме помала или да ја нема, туку е во умерена конзумација, како што рековме до сега, значи на масна храна, на солена храна, посебно кај постарата генерација, значи постарите пациенти кои што се веќе хронично болни, кои што имаат диагностицирано дали диабет, дали хипертензија и некои други болести. Посебен апел до верниците кои што веќе мислам дека им се почнати постите. Значи нивните пости мислам дека ќе завршат сега, ако не сум грешка, до Божик и до Бадник. После тоа веќе има нагло изложување на масна храна, кој што може да му дојде шок на организмот, без разлика дали се работи за хроничар, дали се работи за здрав човек, ради тоа што самото изложување на нагло на масна храна може да го оптерети гастроинтестиналниот систем. Инаку од итната медицинска помош ТИП апелираат и до сите оние што постат за празникот Божик да внимаваат во исхраната, со цел да не дојде и кај нив до несакани последици како низок притисок, вртоглавица, главоболки и слично.